Повелете. Добро, денеска причината за посетата на опозицијата представена од највисоко ниво на централата, а овде се и представниците на општина Куманово, градоначалникот, председателот на Советот, пратениците и слично. Дојдени сме од неколку причини. Прво, да споделиме сочувство со сите овие граѓани кои што поминаа низ сите овие трауми. Уште еднаш да изразиме сочувство за предвидителите кои што ги изгубија животите. Но секако на показ на јавноста да го покажеме целото ова кое што го гледате, токму преку вашите објективи, колку е сето ова уништено. За уште еднаш да ги отвориме дилемите. Како тоа тие криминални групи дојдоа во нашата земја и допреа овде во срцето на Куманово, токму каде што живее цивилно, миролюбиво население. Народ кој што се бори за својот живот да го подобри својот квалитет. Граѓаните зборуваат денеска со нас и кажуваат дека и полициските сили се однесувале многу внимателно и коректно со граѓаните. Навистина, штетата мора да се поправи од ова, која што е материјална штета. Знам дека душевната болка, чувства, траумите низ кои што поминаа нашите сограѓани, овде, додека се случуваа борбените дејствија, никој не може да им ги надомести. Но уште еднаш само ќе потврдам. Јас сум горд човек, горд граѓанин на оваа земја, заради тоа што го имаме овој наш народ, кој што е единствен, сплотен и заедно беше овде на браникот на Титковината после безбедносните сили на Македонија. Тоа уште еднаш потврдува дека нашиот народ, без разлика на неговата етничка припадност, без разлика на неговата верска определба, тој е овде и има единствена цел – подобар живот подеднакво за сите нас кои што живееме во нашата Македонија. Ги видов и малите деца исплашени. Ми ја покажа и куклата, детска играчка, која што секако е преокупација на децата каде и да се наоѓаат во светот. Ова траума нека биде слика која што ќе ја испрати пораката, да не се повтори никаде во светот, па и во нашата Македонија. Оти овде живеат миролюбиви луѓе, кои што заедно сите помогнаа со безбедносните сили да една криминална група која што влегла длабоко во вториот по големина град во нашата земја Куманово, да го создаде тоа, да се изгубат човечки животи и секако да овие трауми и непоправливи штети секако останат како символ на времето во кое што се случувале. Сакам да изразам благодарност до граѓаните кои што се од оваа населба, благодарност до општина Куманово, благодарност до безбедносните сили кои што водаја грижа и исто така за цивилното население, но најголемата благодарност секако е до нашиот народ кој што трезвено, мудро го организираше прифаќањето на сите овие травматични ситуации кои што се случија во нашата Македонија. Повелете, праша. Ова што го гледам, овде се воделе вооружени дејствија. И апсолутно тие вооружени дејствија трагите ги остави. Јас оставам на вистина да не биде преюдицирано дали Заев нешто сака да насочи или не. Ова е многу чувствително и оваа вистина мора да се види. Истражните органи, стручните органи, без мешање на политики внатре, од било кога, ќе ја отворат вистината до крај. Но мора да знаат сите дека штетите мора материјалните барем да се поправат, иако секако моралните, душевните никој пат никој не може да ги поправи. Како бе вашиот став после Советот за безбедност и изјавата на председателот? Значи јас еве вака ќе кажам, на Советот за безбедност не беше соопштено нешто ново или повеќе од тоа што е соопштено во јавност. Најголем дел од прашањата кои што ги постави како поканет лидер на опозицијата добија одговор во суштина тоа што го знае јавноста, дел од одговорите беа истрагата ќе покаже, а еден одговор беше лага, кој што ми го даде. Не е важен, толку за јавноста ќе се отвори таа невистина која што е кажана, но едно знам. Знам дека тие што се одговорни за безбедносните сили во Македонија, а тоа е Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков, можеле да направат многу повеќе за да ова не се случи. Ова е само уште една причина. Оставките брзо да се поднесат во Македонија. И сите заедно да веднаш се зафатиме со организација на подобар живот за сите граѓани. Техничка или преодна влада, која што ќе ги нормализира условите со состав од сите етнички заедници во таа влада,
да подготви за 6 до 9 месеци предвремени парламентарни избори, на кои што после години нашиот народ слободно, фер, демократски ќе си ја каже својата волја, како тоа ја гледа иднината на Македонија и како тоа сите заедно мораме да се ја вратиме во нормала нашата земја. Слушнавме дека меѓународната седмица била известена, но не влезала ништо. Еве вака. Бевме известени дека веќе 8 месеци се следи таа криминална група. 8 месеци биле под таргет на следење на нашите безбедносни служби. Иако јас имам податоци дека тоа е повеќе од 8 месеци. Но ве нека е 8 месеци. Зошто дозволиве 8 месеци? Луѓе обучени за борба, со толкава муниција, луѓе кои што биле познати по своето криминално минато, да влегуваат и излегуваат во Македонија, да дојдат дури во Куманово, овде во ова густо урбано подрачје. 2 месеци од вчера наназад биле информирани странски разузнавачки служби и од соседството, и од Европската унија и од НАТО, немале конкретни сознанија за ова работа, но овде е прашањето што направиле нашите безбедносни служби. Јас кажувам дека нашите безбедносни служби, полицијата, експертите, од мешан состав, од сите етнички заедници, се професионалци и целосна доверба имаме во нив. Во политичарите, кои што ги водат тие безбедносни служби, ние ја изгубивме довербата. И затоа тие треба да понесат оставка. Господин Заев, која е таа терористичка група и дали има барања конкретно? Може да ни кажете, да ни разговарате кај Иванов за ова? Терористичката група е сочината со дел од имињата кои што се објави. И слушнавте. Над Рацај или командант НАТО, другиот командант Бек и сите други кои што се соопштени од страна на полиција. Тие луѓе биле под комплетна истрага согласно тоа што е соопштено повеќе од 8 месеци. И тие знаеле дека харат околу границата, влегуваат во населените места и слично. Тие можеле тоа да го спречат. Ако велат дека била добро осмислена полициската акција, на база на експерти и слично, зошто дозволиле ова да се случи? Зошто се загубени овие животи? Председателот, кој што се наречува председател Ѓорѓе Иванов, не бил информиран за сериозноста на полициската акција која што се случува. Таа е причината зашто тој заминал во Русија на парада. Не бил информиран, а не мора да има закон или устав да биде информиран. Тој е врховен командант и во соработка меѓу УБК, Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање, тој требал да знае и за намерите на полицијата, и за тоа што е присутно во Македонија и да биде информиран за ова работа. Сето ова што го зборувам се само плюс причина да ова мака и мачнотија под која што е Македонија конечно прекине. Оставка да поднесе Никола Груевски и да влеземе заедно сите граѓани, сите политичари да го организираме животот кој што го заслужуваат нашите граѓани. А тоа е живот со добра и перспективна иднина за сите. Каде што децата ќе ни останат овде, каде што нема да бегат надвор од земјата и заедно ќе ја споделуваме секојдневната среќа. Ќе продолжите со бомбите и кога може да очекуваме поновно? До вечерва органите и телата на опозиционите партии носат одлуки. Јас ја ветив целата вистина пред граѓаните. Без разлика дали се однесува нешто за името, за Смилковско езеро, за одредени други криминали и незаконски действија. Ја ветив и таа вистина ќе биде до крај обелоденета. Согласно проценките на стручните комисии во Социјалдемократскиот сојуз и другите опозициони партии, ќе утврдиме кој е моментот на соопштување на бомбите. 17 се подготвува технички и организационо целосно и со превозни средства, и со амбиентот на мирен и ненасилен протест кој што сакаме да го создадеме. Но после сите одлуки на органите и тела, после информирањето од базата, утре ќе соопштиме дали дефинитивно остануваме на 17 со протест. Но напоменувам, сите подготовки се во тек.